Најпрвен морам да кажам дека добив многу пораки на згрозување од страна на граѓани кои што со неверување ја проследија најпрвен најавата од страна на официјални лица во владата за ова што денеска се случуваше. Не баре станува збор за некаков спектакл. И навистина сум разочаран од тоа што и покрај тоа што велеа дека ја научиле поуката и дека ја примиле пораката од граѓаните, тие сепак остануваат длабоко заглавени во нивната политичка матрица и во нивната политичка кал. И мојот совет е што поскоро ќе излезат од таму, толку подобро ќе биде и за Македонија и за граѓаните на Македонија без разлика на етничката припадност. Вистинското прашање е како дозволивме како општество, како институции, како држава, покрај тоа што ни се деси во Тетовската болница и 14 луѓе кои што живи горе, да се случи овој немил настан и 45 луѓе трагично да го загубат својот живот, само затоа што системот, трулиот систем не функционирал. И овој автобус, претходно, како сме дозволиле како институции 130 или 140 пати, веќе не знам колку, да ја помине границата без исправни документи. И како се уште некој толерира и дозволува да нема барем ниту морална одговорност за сето ова кое што се случува. Тоа е жално. Затоа се потребни промени, затоа се потребни нови луѓе, луѓе кои што ќе излезат од овој срам во кој што е втурна Македонија, и затоа се потребни луѓе кои што ќе го напуштат принципот на неказнивост, туку напротив ќе го засилат тој принцип онаму каде што тоа е потребно. Јас сум навистина, уште еднаш ќе кажам, разочаран со пристапот и со леснотијата со која што овој жален настан, каде што наши 45 сограѓани трагично го загубија својот живот, му даваат димензија каква што не треба да му даваат. И навистина жалам што се уште тие луѓе се таму каде што се и одлучуваат за некои политики и во владата и во институциите, наместо веднаш да понесат одговорност и да заминат од политичката сцена.